Што се случи со птицата по земјотресот? Тоа утро сите соништа останаа напол. Тоа утро за малку градот можеше да умре стоејки. Тоа утро се одеднаш пливна на улицата, на нашата улица се затресе од лабок, па однатре заплака. Како се симнаа Орханови од четвртиот кат, никој не знаеше, дури ни тие самите. Мајката, таткото, дедото, бабата се сместија во еден агол на улицата. Орхан ги закова своите очи за птицата во кафетот што стоеше обесен на балконот и се сети на приказната за слободата што ја имаше научена. Треба да се спаси птицата, зашто ќе умре од глад. Не може, рече мајка му. Зградата се искривила. Не може, рече татко му. Можеме да останеме под зградата. Не може, рече дедо му. Зашто јас без бастумот не можам да одам. Не може, рече баба му. Зашто не ми се тука очилата? Орхан ништо не рече. Во нашата улица малку подоцна местото на смешните приказни го зазедоа тажни. Нашата улица заборави како да се смее. Почна да плаче однатре. Заплака нашата улица. Заплакаа децата од нашата улица. И птицата плачеше. И таа го заборави чрчурењето. Орхан не можеше да издржи. Појде до вратата и му го пресекоа патот на Орхан. Му се развикаа на Орхан. Орхан повторно ништо не рече. Отиде до баба си. Очите му беа вперени во птицата, а главата ја потпре на топлите бабини гради. Но вечерта птицата веќе не беше во кафесот. Што стана со птицата? Праша мајка му. Кој ја спушти птицата? Праша татко му. Оној што се качил горе треба да е луд, рече дедо му. И да видам дека ја нема птицата, нема да верувам, рече бабата. Орхан пак ништо не рече, но во неговите влажни очи тој ден за прв пат се појави радост.